Тест, добро. Јас ќе носев Global Game Jam мајчка, ама ми испрале со некоја розова гаќа и сите 4 што си ги имам дома ми се розови, така што за да не бидам сватен погрешно. Јас денеска не ми се сите овци на број, некако станав наладен, така што ќе гледам да бидам краток и брз. Колку од вас тука има некој што беше на Global Game Jam? Кај си, женска. Добро ли си? Уште не си наспано тогаш. Добро, сите што не бевте, многу ми е жал што не успеавте да дојдете, тоа беше едно прекрасно искуство. Прва година кај нас, во светот се случува веќе многу години наназад. Јас очекував дека ќе биде катастрофално сето тоа водосна организација, но извадивме газ, што викаат, и се помина во најдобар ред. Затоа дека 6 копчиња на која да се... Има ласер? Кај ласер? Од сега сум го сакала. Да. А next вајде десни? Не? Бек, назад? Да. Ја мислам дека овие се направени да се следат сами, ама во сега случај ќе си кликам јас од време на време. Ќе пробам накратко да ви објаснам како функционираше целата оваа работа. Имам еден другар многу добар кој што работеше за Crytek и за Microsoft, кој што му се јави од Global Game Jam, се вика Петар Кодевски од Битола. И му рекоа сакате ли да правите кај нас и ние рековме како не, нема проблем, имаме до тогаш 3 месеци, имаме време да викнеме луѓе, имаме време да се организираме и нормално првите 2,5 месеци древавме дома. Новогодишни празници дојдоа после тоа нели божикни празници, па после тоа да се одмориш и ни текна дека имаме уште 10-15 дена за да го организираме цело тоа и нормално не можеш да ги викаш луѓето како порано по телефони и почнавме со единствената работа која што јас многу ја мразам на светов, тоа е Facebook, ама испадна дека сакал некој, ако сакаш да добиеш луѓе, публицитет, ако сакаш да направиш нешто, мораш да уклучиш Facebook. И така ние почнавме да спамираме со оние глупи пораки, текстови, слики, па тизерчиња правевме, па видеа со тоа и фала Богу, вие сами се врта, така? Да? Па добро, да не го дишам. И така последниот ден, пред да го затвориме пријавувањето, имавме пријавени околу 180 луѓе и бевме четврти во свет. Сега, работата беше што ние бевме тројца тука, за 180 луѓе, во Битола исто имаше и таму, организација беа 12 волонтери за 60 луѓе. Но, фала Богу, од тие 180 не дојдоа сите, дојдоа околу 90 луѓе. За тие што не знаат, Global Game Jam е, спомна Јана, 48 часовен маратон во правење игри. И тоа правење игри не е само за програмери, кој ќе се каже дека само, значи не е. Тука спаѓаат од програмери, графички дизајнери, цртачи, преку луѓе што сакаат да кажат нешто паметно, луѓе што сакаат игри, луѓе што сакаат да си фатат женска или дечка таму, значи сосема е отворена таа структура. Значи секој може да дојде кој што сака да направи нешто, се прават тимови составени нормално од сите елементи кои што треба за да се направи една игра и 48 часа се програмира, се чита, се мисли, се црта, се спие по клупи нормално, се слуша некоја музика, Backstreet Boys и такви работи имавме да знаете. И на крај излегува игрите што излегува вкупно 3-14 игри мислам дека. Сите тие се презентирани нели се оставени на главниот сайт на Global Game Jam и од тие прво место што дадовме добија CryEngine, тоа е алатка за правење игри која што лиценца кошта околу $700. И дечките од Норвешка беа доволно доблесни и ни даде една таква за да поклониме на првата награда. Се надевам дека тие играта што ја започна беше добра, но се надевам дека ќе завршат и ќе испадне една поголема, не знам, дај може и AAA игра. Мене ми е само многу криво што не почна со програмирање кога излезе за iPhone, заради тоа што мислам дека тоа е единствениот начин да завршиш апликација, ја пабликуваш, легнеш да спиеш и са бајле ти ја симнале милион луѓе и ти си заборел на се што е претходно. $500,000 од джеп одеднаш. Ама ете, помина тоа време, сега се заџаве апликациите. До година се надевам дека ќе имаме уште повеќе луѓе, се надевам дека ќе дојдат луѓе кои што немаат никаква врска со гейминг и со програмирање, едноставно сакаат да видат креативно да се развијат. Одлично место за headhunting, значи секој што му треба човек
кој што се бави со оваа тематика, најдобро место е тука да се проба. И се надевам дека тие што не беа тука ќе сакаат да дојдат до година, ќе бидете благовремено известени, а тоа ќе се случува исто нормално најодвратниот период во светот, а тоа е 27 јануари беше така. Така беше 27 јануари? Да, 25, 26 и 27. Пошто нели во Америка тогаш им завршува како се вика тоа распустот, а кај нас па тогаш почна распустот и не можеш да ги собереш луѓето и нормално волонтери. Кај можеш да најдеш тие двајчека да дојдат да се одморат и ги викаш назад на факултет. Јас имав толку да кажам од моја страна, ако има некој прашање, некој многу ќе ми олесни работата. А ако нема, уште повеќе ги се олесни работата. Ова беше за Одиси. Така. Добро, ви благодарам уште еднаш, благодарам на Engage. Прашање. Има. Па не сум веројатно дискриминирана, можам и ја да поставам. Мислев имаш микрофон твој. Ништо. Имам. Чекај, од тука ќе да пуштам. Добро. Тука е. Ја имам микрофон, треба само тонците позади да ми текне. Како се викате вече? Драга ми, јас сум Ана, ве познавам одамна, сум ве гледала негде, ама ве мешам со еден друг актер изгледа. Да, тоа не ми личите, тоа по косата, да. Порано кога ви беше подолга, повеќе личевте, ама тука негде. Да. На мајка ми личам одлично Вин Дизел. Зошто ги лажете децата дека јас слушнав по презентацијата им велиш тоа е една отворена структура, тука нели циркулираат идеи, тоа верувам да сме слушали такви приказни дека навистина се развива мозокот при играње на видео игри, таму некои ментални функции си прават некаква гимнастика. Вака практикувам после тоа во игри. Да, овде нема да збориме за нус ефектите, нели? Не е таман работа. Да. Ама зошто ги лажеш дека толку е отворена таа структура што дури женска и дечко таму може да се најде? Јас имам доказ, значи со темел во кој што еден пар се случи таму, си се фатија двајца. Ја немав ништо со тоа, ја дознав отпосле. Едноставно луѓето си ги нашле своите игри заеднички и се споиле. И сега, фала Богу, она е средно, она е на факултет, манијачиште тешко. Не знам со кој памет. Али ако продолжат ќе ги читам во вестник. Заборав да кажам, кај нас во Македонија има едно глобално клише за тоа дека додуша може да до негде се оправа, но не се тотално оправа. Значи, кога ќе се каже гейминг, кажете дома на бабите, на дедовците, на мајки, татковци, тетки, баби, свашта, значи комшики обавезното, пилјарката доле. Кога ќе кажете гейминг и геймер, одма ги подсега на играчница запушена, значи цигари, темно место во кое што се дила дрога и жетони ти ставаат во пијачките, за те влечат да доаѓаш да играш, во кое што доаѓаат наркомани, во кое што губење време, тука нема ништо креативно, тука нема школо, бегање од часови, а тоа е апсолутно во овој момент е тотално обратно. Како што пред 10 години тие што читаат стрипови беа кретени и сите ги избегнува, сега тој што чита стрипови, што е едуциран нели за комик сцена и за гейминг сцена, тогаш тој е најголемиот фраер. Така и сега. Единственото нешто во кое што во моментов може да се работи и кое што не подразбира ни признавање на име, нит граници, нит не знам царина, е електронската, значи гейминг индустријата. Направи продукт, прати го, ќе ти вратат пари одма. Значи нема никаков проблем нема да спречи. И баш напротив, значи моментално геймингот е на толку високо ниво да моментално гейминг индустријата во светот е оценета дека вреди повеќе отколку музичка и порно индустрија заедно. Па сега кажете на бабата дома што е поарна. Така да ова беше една од работите кои што сакавме да го затоа и викавме и родители да дадат повеќе за да им објасниме дека гейминг не значи лошо нешто. Не е само играње игри. Гейминг е многу повеќе математика, многу повеќе креација. Имаш таму едно прашање, да, јас сум Медо. Само прашам, дали таргетирате одредена платформа на која што Чекај, ја го слушам, ајде сите да слушам. Чекај. Ама со ехо да правиш. Јас сум, ето. Здравече, драги гости. Сваќаш. Снеш, каш. Повели. Ајде сега.
Дали имате платформа на која што таргетирате игри, например правите само за Windows Desktop, правите мобилни апликации, и дали ова трае само тие 48 сати или некој например ако сериозно сака да ја доработи играта, нудите па некоја зедница за помош, контакти и такви некои работи? Не се шалам. Извини, појако беше од мене, морам. Пази, ако не го кажам сега, која ќе го кажам? Значи вака, видиш, одлично прашање е нема ограничена платформа. Значи имаше едни дечки кои што беа респект, они направија board game. Значи они дојдоа, смислија, знаете ли луѓе што е board game тука? Значи не е Монопол, шах. Не е Монопол, не е шах и не е табло. Тоа на американци кои ми објаснаа што е бурек. You know, round пица. Не е братче пица, не е само пица округло у свет. Значи да. Значи направија board game. Секоја година, заборив да кажам, има една глобална тема. Еднашка беше слика, еднашка беше збор која што се дава, значи во исто време на сите локации. Значи ние до 5 часот дента не знаевме што ќе биде темата. Оваа година темата беше звучен файл и беше од чука и на срце. И сите игри мораа да ја содржат темата или да бидат на таа тематика. Дечките што го направија board game-от, секоја чест беа 20, али мислеа за 10 луѓе. Дојдоа, значи нацртаа картички, ги испринтаа картички, да донесоа коцки, направија на 2 хамера залепени, значи целата таа шема и си ја презентираа играта и беше едно феноменално искуство. Нема ограничување на однос на платформа. Значи работеа за Windows, работеа за мобилна телефонија работеа ни 20 дечки. И од кога, значи, тие игри, веќе кога ќе се направат, се качуваат на сервер горе, нели, во облаците. Тоа најако на татко ми кога пробам да му објаснам cloud. Кај ми се вика пораките, викам му cloud, кај е тоа? Викам, cloud е небо горе. Аха, што има, сателити некој да мајка ми. Значи, се качуваат горе на сервер и после тие игри ги има во листата на сите игри како што се. И нормално, дај Боже да е доволно добра идејата. Јас гледав на презентацијата, имавме гости од Nordic Game Jam, кој што е мајка на Global Game Jam. Дојдоа такви и видиш не беа металци човече. Ја викам ќе дојдат од Норвешка некои такви металци со коси, со гитари од ќе излезат од авион. Не, дојде едни педерчиња. И нежни такви супер дечки. И они презентираа едно 10 игри што биле направени претходните години, игри кои што биле направени од 2 часа па се до 24 часа. Неверојатни добри идеи. И мене ми е многу криво што не беа доволно луѓе дојдени за да ги видат идеите. Сите кога дојдоа кај нас бевме малку ограничени на веќе видени игри. Платформски игри или игри, не знам, птичја перспектива која што бегаш лево десно. Никој немаше некоја креативна идеја, не знам, имаше една игра што ја видов јас, двајца си удират главата од земја. И сега во едни кутии као треба да удираш 2-3 пати за да се зголеми и да го истуркаш другиот од оваквот. И после идеш една песна и тоа траеше 20 минути, пример, песна да си викаш, не е нормално. Значи идејата беше феноменална. Имаше една игра на Џастин Бибер што му тегнеш устата горе долу и он пее. И тоно и произведе едно време вака ќе направи само така. И мислам нема поента, ама јас гарантирам дека би го симнал тоа да е фри апликација за да се зезам со луѓе. Така што друго уште нешто под прашање имаше ти или ти ги одговори сите прашања? Значи не е ограничена платформата, може игра со карти да направите, може игра со конец, обично сите знаем, до 4-тото колари чупаничи, после сите се губат. И 10 минути ми завршува. Друг некој последно прашање, може и приватно да ако сакате. Сакаш да кажеш нешто? Дајте ме госпожата да кажеш. И ти да не се фати дечко. Не, ама сериозно, пошто бев дел, не бев цело време, Дајана, девојката што беше дел од организацијата, ми е другарка и она со години се занимава со игрици, прави игрици, ја дел од тие кноп данските геймери, да. На ова, на македонското геймджи, имаше дечиња од 16 години што навистина се внесоа и направија супер игрица и беше супер можност да научат вештини. Даниела.
И од повозрастни некои геймери, а исто така што ме остави впечаток е дека тој хедхантинг апсолутно се согласувам дека тоа е таму жива материја, може да некој човек и работа да си најде, буквално ако е добар дизајнер, ако знае добро да црта, ако има добра идеја, ако го бива за техника или саунд, ако е саунд инженер, не знам, 2-3. Јас се извадив од памет, например, јас цел живот имам идеи, цел живот програмирам, ама никогаш не сум се осудил на некого да му речам дојди да работиш со мене, пошто никогаш не сум мислел дека има доволно добар графичар или 3D моделер или било што за да може да работи некоја AAA апликација. Јас одека не ми се веруваше какви деца има, значи имаше едно дете од Корчагин, пиксели што работеше. Луѓе, лиги ми течеа, детето секоја чест. Имаше на пример што нели многу ги бркавме на делот од Финки дојде и не направи игра. На сред од многу седење, од многу мислење, од многу прајање не излегува си игра. За разлика од нив имаше две дечиња кои што беа 15 години кои што дојдоа со татко со компјутерот у кеса. Татко ми рече која да го земам. Викам не знам, ќе седи тука, ќе дам задутре. Значи они останаа, нели се делевме со парови, ги правевме групите за да има од сите и нормално кај нас фалат програмери и се надам дека догодина ќе има повеќе. И две дечиња остана, ама знаете како на цедило онака. И многу ми беше криво, и Фиджи едно другарче вика, ајде ќе ги земам јас. Деца, седнување на компјутери, едниот научи цел енџин, значи да програмира, а другиот со таблетот црташе, луѓе не знаете како. Јас за 2 дена не спија, очите им беа како последниот ред на седиштето, додека како на варен зајак им беа очите. Ама секој, на пример, има едно 10 деца што запозна таму што не ми се верува дека кај нас функционира. Така што и охрабрувам до година пак да се нафатиш на истото, и јас ги охрабрувам. Само за вас. Сериозно. Дека е супер настан и дека наистина треба можеби повеќе да се промовира. Мислам, ја им пратив и на Радио МОВ, уште кога излезе на Етиком, им пратив и Радио МОВ, знам дека го покрија као настан дека. Не покрија сите, не покрија со. Со ѓубре, со се. Се го промовира настан. Така секоја чест и стварно. Честитка, аплауз. Јас ќе возрачам сега малце сите вака тука. И мислам дека тоа е се. Ви благодарам уште еднаш што ме слушавте. Ќе одјавам се една радио порака, тоа е. А вие останете и понатаму на Радио Engage. Довидување.